Имено денешниот ден се одбележува како меѓународен ден на архивите. Зошто да не зборуваме за државниот архив на Македонија? Митко Сланинковски е нашиот гостин, да се запознаеме повеќе. Добро утро. Добро утро на вас и на гледачите на МТВ. Која е улогата на државниот архив во зачување на историското наследство? Вака се, државниот архив е институција нели од особено значење за Република Македонија. Ние сме, значи, нашата приказна почиња од 1951 година, каде со указ на тогашната влада, значи се формира државниот архив, чија цел има да ги да го сочува историските документи, односно да биде чувар на националната и на колективната меморија. Тоа не значи дека и претходно немало, значи немало нешто, некое тело да кажеме со кое се занимавало со сочување на документите, но тоа биле сосема во друг контекст, во други времења и во друга намена. Точно денеска е меѓународниот ден на архивите, значи 9 јуни. Тоа трае цела недела од 8 до 12, нели нормално државниот архив се приклучи кон оваа иницијатива. На начин со тоа што денеска и утре имаме ние изложби, имаме настани. Денешниот настан ќе се одржи во Тетово, каде што ќе ја промовираме оваа фантастична книга тука што ја гледаат што ја гледаат гледачите, што ја гледаат гледачите, да. Тоа се работи за османлинскиот период, односно за попис на македонците кои живееле нели тогаш на тие простори. И е многу интересно, морам да ви кажам. Еве и за гледачите да упатам покана дека денеска во 12 часот во Националниот музеј во Тетово ќе биде промоција на оваа книга, ќе има изложба заедно и оваа книга е направена во соработка со националните архиви од Турција. И е многу интересно од аспект на тоа што ќе можете да го видите начинот на како живеело македонското население тогаш. Значи таму има даноци, кој плаќал, кој не плаќал, значи една многу интересна работа и плюс за оние што се заинтересирани нели да ја посетат оваа промоција на оваа книга, ние покрај промоцијата на книгата ќе имаме изложба. Значи тоа е една фантастична изложба која за прв пат ќе бидат прикажани нели фотографии од тој период. Како што се укази на султан, носи, нели специфичен од тоа време. И вториот настан ќе се одржи во Куманово, каде што ќе тоа значи утре исто во 12 часот во Националната установа Треко Прокопиево во Куманово, каде што ќе направиме нели уште една промоција на нашата монографија, ја ова го нарекуваме едно мало ремек дело. Значи на оваа монографија работеа отприлика околу 10 наши колеги, макотрпно, па може би повеќе од 2 месеци, за да направат една збирка, едно објаснување. Нели нормално не можеме се да ставиме во оваа монографија, ама тука се извадени најдобрите, односно најзначајните фотографии што го одбележува државниот архив. Ако ништо друго не ви недостасувале материјали, тука ви биле. Не, имаме, да. И дури има државниот архив има многу материјали. Значи многу Кој е најстариот што го имате? Многу документи. Што е најстарото нешто што Најстарото нешто што го имаме, ние цело време тоа го кажуваме. Најстарото нешто што го имаме е Евангелието на Лука, тоа датира од 12 век. За жал не можеме да го изложуваме цело време во јавност, бидејќи сигурно и вие знаете дека секој изложување на таков тип на хартија ќе се оштетува воздухот, значи дишењето, влажноста, бидејќи овие документи се чуваат во една контролирана средина, на одредена температура. Тоа е малце потехнички детали. Вакуумирани и така натаму. Да, тоа се малце потехнички детали, тоа моите колеги кои се занимаваат со конзервација и презервација на документи, тие најубаво да, добро, техничкиот дел ајде да го ставиме настрана. Како одлучувате кои документи вредат и треба да се зачуваат? Што треба да се чува во вака се, тоа е исто така многу интересно. Приказна, че во државниот архив работат страшни професионалци, добри луѓе кои си ја знаат својата работа. И се прави како една комисија која врши проценка на тоа кој документ треба да се сочува, треба да се нели презервира ако е оштетен. Понатаму бидејќи нели ние имаме многу во Македонија има многу институции, нели можеме све да
све да сочуваме, затоа се прави една класификација на оние документи кои се особено значени за нас како држава. Да не заборавам да кажам дека освен Евангелието на Лука кој е 12 век и кој е пронедено кај фамилијата Робевци, нели, од Охрид, ние имаме еден раритетен документ кој планираме, нели, во следниот период да го прикажеме на јавноста. Тоа се работи за битолскиот кадилак. Што е тоа битолски кадилак? Тоа е, значи, еден континуитет, значи тоа се збирна документи, мислам дека се работи за отприлика околу 192 книги. И опфаќа период од 1607 година до 1912 година, значи заклучно со падот на Османлинската империја. Тоа се наоѓа кај нашите колеги во Битола и тоа е еден континуитет, односно начин на живот на граѓаните кои живееле тогаш под османлинско робство. Значи таму се прикажува истото собирањето на даноците, кој со кого се скарал, исто така како турска серија. Баш како турска серија, како турска серија, ама во македонски услови. Да, уште поинтересно. Да, уште поинтересно. Ние тоа сакаме да го промовираме во јавноста, затоа и правиме напори, не знам ако сте посетили нашата Facebook страна, нашата веб страна, посебно во последниот период. Имаме многу објави, многу документи објавуваме, сакаме граѓаните, сакаме јавноста да се запознае со она што ние го правиме. Зашто сметаме дека малце оваа институција не го добива тоа внимание што модерното време ве притиска, дигитализацијата и тоа како е потребна за да може да живее архивот пред се за помладата генерација. Во тек е еден проект, можам како проект да го наречам за дигитализација? Ајде така ќе направиме. За жал дигитализација, за жал и голема штета е што моментално заостануваме на полето на дигитализацијата, нели тоа не се плашиме да го кажеме, но се прават напори. Имаме еден проект со Република Словенија, каде што веќе почнуваме процесот на дигитализација полека да го почнеме од негде, зашто нели секако мора да почнеш од негде за да стигнеш пак до некаде. Тоа е еден многу голем процес, не е нешто што се прави преку ноќ, не е нешто што можеме од денес до утре, значи тоа ќе трае. Да, добро е за дигитализацијата, токму од овие причини што ви ги кажав претходно, што не можеме ние да им ги даеме на луѓето сите документи кои ги бараат на рака, зашто ќе се оштетат, на некој начин ќе се оштетат. Инаку нашата замисла е да се дигитализира целиот фонд. Нели тоа нема да биде утре, нема да биде заутре, нема да биде наредна година, туку тоа ќе биде еден процес. Затоа е потребно време. А колку сте отворени кон луѓето, односно како одреден човек може да дојде до некои податоци, ако Државниот архив е прво отворена институција, бидејќи работи во интерес на граѓаните. И ние фактички добиваме плати од граѓаните и затоа сме тука и постоиме ради нив. За еден обичен човек треба само да дојде во просториите на архивот, да поднесе барање, да поднесе едноставно во него да напише што му е потребно. Да, што му е потребно и тие документи него ќе му бидат ставени на располагање. Апсолутно ние не сме институција која криеме некои работи, немаме цензурава на документи, така да еве отворено покана до сите оние што сакаат да дојдат, а најчесто тоа се луѓе правиме муабет за постарите генерации за да си регулираат стаж. Така. И да си најдат нешто. Најчесто е да си регулираат стаж, новинарите нели како вас не доаѓаат. Во истражувачка дејност не влегуваат. Не доаѓаат новинарите? Не доаѓаат, за жал не доаѓаат, се интересираат само вака на одредени датуми. Најчесто тоа го прават луѓе кои се во таа професија, да речеме, во историјата, кои имаат за научно-истражувачка работа и од Институтот за национална историја и тоа е тоа. И луѓе кои си го бараат своето потекло, што е многу интересно. Да. Ајде сега нешто да откриеме кога веќе ви имаме тука. Активни сте на социјалните мрежи. Сакате повеќе да се доближите до публиката. Денот на жената ги истакнавте македонските жени низ историјата, кои тоа како ставиле трак и белег. Повод јубилеот поштенска марка, добивте 75 години. Да не заборавам, маце ќе се навратам на 2 месеци. Да, ние пред 2 месеци имавме... Ајде ќе ви дозволам кажете, па ќе потпишам. Да, ние пред 2 месеци имавме јубилеј, 75 години на постоење на архивот. Немавме само еден настан, имавме дури 4 настани во многу краток период. Првиот настан беше со нашите пензионери, значи луѓето кои работеле, кои ставиле трак
во архивот сакавме на тој начин да им се заблагодариме за се она што го направиле за архивот, за тоа што ги подучиле поновите генерации како им ја пренеле љубовта кон архивистиката и кон изнаењето на некој начин им го пренеле кон зачувањето на тие документи. Вториот настан беше нели токму како што кажавте вие промоција на поштенската марка. Креатор на таа поштенска марка е еден наш колега, значи Јован Стојановски. И сега поштенската марка е еден доказ за тоа как нашата приказна да патува низ светот тивко, достоинствено, но сите ќе ја научат. Вредноста на поштенската марка мислам неколку не е некоја голема сума на пари, околу 40 денари мислам дека се работи. Имавме уште еден многу битен настан што бевме домаќини на 14 архиви и архивски асоциации, меѓу кои дојде и директорот на архивот на НАТО Николас Роше тука во Македонија. Беше еден исто така многу убав настан да ни искажат нели нивната поддршка кон ова што до сега го правиме. И за крај тоа го заокруживме со една многу голема како да кажам, со еден голем настан во Македонскиот народен театар, еден прекрасен настан каде покровител беше нели претседател на владата господинот Христијан Мицковски, кој е голем пријател и искрен поддржувач на архивот. Сега за крај на разговорот ќе ни откриете која историска личност е најзастапена во документите? Тоа се... Чие име се проткајува, речи си, ако има некоја статистика документи. Па видите, ние имаме... Или највредните документи според вас. Спомнавме за најстариот документ, еве највредните за државата. Видите, ние ги сметаме дека сите документи во државните архиви ги сметаме дека се дека се вредни, дека се од непроценливо значење за оваа држава и на некој начин баш тие документи се ни го прикажуваат на некој начин минатото, односно каде сме биле, каде сме се и кон каде сакаме да одиме. Ќе може да испоите некој? Па ја од она што го истражував, вика дека најмногу се спомиња името на Лазар Колишевски. Сега дали е така, не знам, тоа моите колеги тоа би го кажале, но исто така ние имаме нели голем број на документи, на печати од старата Охридска архиепископија. Значи тоа правиме муаве за милиони документи, бидејќи не можам да ги кажам на памет, чисто само да ви доловам за како фонд се работи. Значи ние имаме 1400 архивски фондови, 36.000 архивски кутии, значи ова што ја кажам ни се сместени во 2 депоа, 57 милиони документи, значи правиме муаве за голема ризница и 10.000 микрофилмови кои за жал не сме ги обработиле, ама тоа сега исто така е формиран тим кој ќе ги обработува за да видиме што све има на тие микрофилмови, што све тие содржат, се со цел нели пак на некој начин тоа да го доближиме до јавноста и до македонските граѓани. Благодарам за гостувањето, сосема заслужено Државниот архив на Меѓународниот ден на архивите. Така е. Има многу теми што сакаме уште да ги зборуваме со вас, но ете за следна прилика.